Почитувани медиуми, почитувана јавност, цените на храната и основните производи секојдневно растат, додека платите стагнираат, а владата не превзема никакви мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Вкупната вредност на синдикалната кошничка во месец ноември се зголема и достигна огромни 62.021 денар. Има ново зголемување за 772 денари во однос на минатиот месец. Семејствата се потешко ги покриваат основните трошоци и се принудени да се откажуваат од потребите кои до вчера беа основни. Ова е резултат на неспособноста и незаинтересираноста на владата на Мицковски, која ги игнорира проблемите со кои граѓаните се соочуваат секојдневно. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја изразува својата длабока загриженост за осиромашувањето на народот и неодговорноста на власта, која продолжува да ги става партијските интереси над интересите на граѓаните. Наместо конкретни и итни мерки за справување со ценовниот шок, власта со својата пасивност и неспособност дополнително ја влошува ситуацијата. СДСМ предложи две конкретни законски решенија, клучни мерки кои веднаш ќе донесат олеснување за граѓаните. Укинување на ДДВ за основните прехранбени производи, со што семејствата би заштедиле до 2000 денари месечно. Зголемување на минималната плата на 27.700 денари, што ќе обезбеди достоинствена заработка за секој работник. Но, што прави Мицковски и неговата влада и мнозинството во собранието? Со политички инаед и без емпатија кон народот, тие ги блокираат овие решенија и одбиваат да ги поддржат. Наместо помош и поддршка, граѓаните не добиваат ништо и влегуваат во уште поголема неизвестност. Не може граѓаните да бидат жртва на партиската ароганција на ДПМН. Бараме власта веднаш да ги прифати решенијата предложени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Треба да се одговори на потребите на народот и да се превземе одговорност. Време е за акција, време е за вистински мерки кои ќе го подобрат животот на граѓаните и ќе ја вратат економската стабилност во државата. Ви благодарам.